Тука има неколку клучни играчи. Во тој разговор и во тие настани о ова време во бугаро-македонските односи имаме уште един учесник. Како тука сме тројца на масава, така и тогаш Русија учествуваше. Јас тврдам, уверено, со факти, можем да докажам, ветото на Бугарија е руска хибридна операција спрема НАТО, спрема Европска унија и така натаму. И нејниот изведувач од страна на Бугарија беше господинот Каракачанов, кој е известен како Кодуш. Кому успеа, не му се пак морал да има, добива амин од Борисов во даден момент. Доби прилична подршка од Министерство за надворешни работи на Македонија тогаш. Никола Димитров учествуваше активно сите тие настани, па да стасаме до вето. Така да, мислам, не е само тука улогата на Бугарија, а ние прилично знаеме како сите роднини на Балканот да се смразиме, да се скараме за еден саат. Толку доколку моите сознанија, договорот беше написан, да не речеме 100%, ама 90% у Софија. Значи Македонија потпише договор кој беше понуден од Бугарија. Тука не можеме да трашиме вина во Македонија, Лизаев потпишал, гледам атаки имаше многу кон него. Човекот сакаше да заврши тие два клучни проблема за Македонија. Ако не можеме да се разбереме за историјата, зошто да не може да се разбереме за инфраструктурата? Јас тоа не го разбирам. Не, јас.